Почитувани гледачи, добре ли дојдовте во најновото издание на емисијата Спортодром со Мики. Емисија за спортот и се околу спортот. Говориме за настапите на нашите спортисти и спортски колективи во градов, општината, регионот, државата, а нема да изостане ниту меѓународниот спорт. И нема да говориме само за кавадаречките спортисти, спортистки и спортски колективи, туку ќе говориме воопшто, нели, и за оние спортски колективи и спортисти од регионот, па и од државата, ако имаме соодветна информација. Секојаш спортодромот го почнувам со некоја ексклузива. Денеска немам некоја ексклузива, освен гостинот мој. Ексклузива е тоа што човекот вчера славеше, имаше роден ден во семејството, имаше имен ден во семејството, меѓутоа сепак утринава од раните утрински часови на работното место и плюс овде во студиото гостин. А гостин денеска ми е човекот кој што на некој начин, сакал не сакал, го поврза спортот и образованието. Актуелен председател на Сојуз на спортови на град Кавадарци и исто така советник во образованието при локалната самоуправа Кавадарци. Меѓутоа, она што е млади спорт и млади, нели, што Сојуз на спортови на некој начин треба и да го негува, се започнува во училиштата. Порано беа тие класни првенства, нешто се измелези во последно време токму тоа надпреварување, меѓутоа, ајде не должам јас многу, ме карат стално дека многу зборам, ќе му посакам добре дојде на Боро Ѓорѓиев, или Боки Ѓорѓиев, или Борче Ѓорѓиев. Како е, Боро или Борче? Боро Ѓорѓиев. Боро Ѓорѓиев. Да не ми се налути со тоа имињата, стално ми се лутат некои професори, не бил Блажо, бил Блаже и така натаму и така натаму. Поздрав до мојот драг пријател на професорот по физичко воспитување Блаже, не кажувам презиме, ке се препознае. Да. Мики, благодарам за поканата. Да ги поздравиме нашите гледачи, нашите спортисти, нашите тренери, сите луѓе кои што се инволвирале во спортот. Морам одма да ти исправам уделот на училишен спорт. Тие класни првенства уште постојат. Да, меѓутоа не е тоа што беше некогаш, далеч. Немаше ти денес, моментално денеска има класно првенство во Тоди Хаджитјов в школото, основци се надпреваруваат во кошарка. Меѓу училиштето од градот или? Да, меѓу училиштето од градот. Зборев јас за класни првенства во рамките на училиштето. Нели, секој училиште си има класни првенства, па победниците после одеа на општинско, односно игра училиштето меѓу себе и средни и основни. Затоа правам, меѓутоа сега постојат. Меѓутоа не е тоа општинско. Да, тоа оди преку Сојуз за училишен спорт, така? Сојуз за училишен спорт, да, со програма, со годишна програма на Федерација на училишен спорт. Ето така, тоа го знаеме, нели? Не спомнав кога кажав човекот што го спои спортот и образованието, не спомнав да кажам дека си и актуелен помошен тренер во градскиот ракометен клуб Тиквеш. Па да, помошен тренер сум во ГРК Тиквеш 2014. Ти самиот си дел од ракометот, знаеш како ни шо поминаме ни за да стигнеме па до Суперлига. Јас сум од 2005 година во ракометот, прв бев во женскиот ракомет, работев со младинките на Кабра на амбалажа. Па си ја зе невестата од таму? Не, невестата, мојата сопруга беше репрезентативец на Македонија во ракомет. Да, во ракомет играеше лев бек позиција и беше доста добар играч. Ајде да кажам, Цветанка Ѓорѓиева екс Попова. Да.
беше доста добар играч. Беше најдобар играч кога говориме пред се за Кардаречкиот женски ракомет. Значи беше најдобар играч, ама малце скромничко ти, ама ајде, знам дека Ние секогаш сме скромни, така да не убаво да се фалиме, резултатите треба да сами да кажуваат. Те викта со еден повод, бидејќи веќе се ближи крајот на годината и ти како прв човек на Сојуз на спорт. на Сојуз на спортови, да не згрешам нешто со тие имињата, значи како прв човек на Сојуз на спортови, сега имаш еден куп активности. Прво, ги прибираш извештаите за сработеното во текогнава година, меѓутоа наскоро ќе те почне и прибирањето на програмите за наредната година. Да одиме поред. Да. Што значи тоа? Што прават сега клубовите? Какви извештаи поднесуваат? Морам нешто да надоврзам значи у темата со ова, дека освен јас што сум задолжен значи за спортот во општината, имам и колешка Елена Каракулева Јованова, е исто она е соработник за спорт на општина Кавадарци. Значи заедно ги Поранешна фудбалерка, Не, да кажем за Елена. И поранешна фудбалерка. фудбалерка, да, али сега Актуелна гимнастичарка. да, актуелна гимнастичарка и професор по гимнастика, тренер по гимнастика што работи со најмалите категории по гимнастика. Да се надоврзам значи на прашањето, моментално клубовите, некои од клубовите има доставено финансиски извештај за 2021 година, што има добиено средства по програмата за спорт и млади во 2021 година. Има дел од клубови што треба да достават и барање за да му се доплатат тие средства што се предвидени за 2021 година. Финансиските извештаи, нашиот сектор, значи при општина Кавадарци ги собираме документите, дел од мислам сите финансиски извештаи одат на комисија за спорт. Значи, само да разјасниме. На почетокот на годината вие се состанувате, гласате на кој клуб, на кој спортски колектив колку пари ќе му дадете како локална самоуправа и на крајот на годината истиот тој спортски колектив ќе мора да поднесе извештај тие пари што ги добил од локална самоуправа каде и како му се потроши. Да, и делот на прашањето мора да го објаснам тоа што значи како оде постапката за реализација на програмата за спорт за да речеме наредната година. Се објавува јавен повик. Јавниот повик е на почеток на јануар месец. Значи има рок од 15 дена. Во тој период сите клубови треба да се пријават на тој јавен повик со документи како што се решение дејно спорт, решение за од Централен регистар тековна состојба, план и програма за наредната година и финансов план колку отприлика би му требало средства на клубовите за таа тековна година. И после вие ги прибирате тие и ние ги прибираме, да значи нашиот сектор не одлучува, комисија за спорт го одлучува тоа, значи на една комисија, новата комисија сега што е формирана за спорт, за наредната година треба да ги разгледат сите апликации што се од страна на клубовите и по правилник да направат една финансиска конструкција за програмата за 2022 година, каде што се предвидени 12 милиона денара за спорт и млади. Сега вака, значи може некој клуб у финансиското предвидување собствено да рече мене за оваа наредна година ќе ми требат, карикирам, 200.000 денари. Меѓутоа комисијата може при разгледувањето да одлучи поинакој да рече не му требат на овие 200, си имат они спонзор генерален, ќе му даеме 100. Да, значи во самата програма, во самата апликација, во конструкцијата на финансискиот буџет има направено, значи дали самиот клуб
има спонзори, треба да се наведе колку, да речеме, средства Добива би од спонзор. добил од спонзори, колку би добил од општината и од прилика колку би бил вкупен буџет за наредната година. Сега комисијата одлучува спрема рангот на надпрва Значи не одлучува твојата фирма, не, тоа е моја фирма, тоа е на градот. Не одлучува Сојузот спортови, туку одлучува комисија за спорт при локална самоуправа. Морам и тоа да ви го објаснам сега. Значи, тоа не е моја фирма, тоа е Сојузно спортови на Сакам да кажам таму каде што си ти главен. Значи, Така, не сум јас главен, таму има извршен одбор, што тие одбор за секоја една реч, да речеме дали е проект, дали е турнир, дали е манифестација, одлучува цело тело, Кој е председател? Јас сум председател. И што сака се повеќе? Значи ти си главен, нема сега извршен одбор. Не исто. Тоа Треба согласност, не реков јас кој одлучува. транспарентност, да. Не реков јас кој одлучува. Ти си председател, ти си прв човек на Сојузот спортови, а извршниот одбор таму си ја брка работата за која што се тело, стави. да, сите заедно си ја бркаме работа, јас Значи сега ака, до кога треба да поднесат клубовите извештаи Значи, финансово? клубовите, ако првиот дел е примен од страна на општината, за првиот дел треба да достават финансиски извештај во најмал можен рок и со тој извештај да се достават и барања за останатите средства што треба да се исплатат до крајот на негде до 20 декември треба за да може. Значи јас колку што те разбрав, постојат клубови кои што да речеме комисијата за спорт одлучила да му даде, карикирам, 100.000 денари, меѓутоа до сега му сте му исплатиле 50.000 и до крајот на оваа година уште 50.000 треба да Да, за првите 50 треба да се достават тие финансиски извештаи. Тие финансиски извештаи треба да ги разгледат комисијата за спорт и со заклучок да се заклучи наредното барање, да се изготви врз основа на тоа барање решение за исплата. Добро. Постапка. Значи до крајот на оваа година тоа треба да се заврши, така? Значи ние нашата работа работиме, клубовите јавно ќе ги повикам да се ги завршат и нивните работи, значи тие финансиски извештаи да ги достават преку архива до општината, за да може да продолжи постапката, за да може да се доисплатат тие средства што се предвидени за оваа година. Ти кажа веќе што треба да направат за наредната година, кои се документи, значи мора исклучиво да имаат решение за вршење дејност спорт. Без тоа решение пари нема. Па во јавниот повик е напишано тоа дека стварно треба да се имат и тие веќе и законски е дека треба да имат решение дејност спорт. Значи прашањето ми е дали ако нема решение за вршење дејност спорт може да добие средства комисијата треба да го одлучи тоа. Сепак комисијата за спорт го одлучи. Треба да го одлучи сепак. Добро. Каква ви е соработката со Сојузот за училишен спорт? Соработка со Сојуз на училишен спорт е на високо ниво. Значи имаме многу добра соработка, имаме комуникација што се вика секојдневно. Информирани сме од нивна страна за сите настани што се дешаваат во врска со училишниот спорт. Јас сум задоволен од нивната ангажираност од професорите по физичко што се залагат за значи нас спортот не е во училиште, базата на спортот денес во градот е од самите училишта. Значи од тука потекнува спортот. Мора ни прв момент, значи е професор по физичко со сите дечиња од прво одделение што се вика, тука се професорот е сервис, така да мора од тука да се наметне спортот за тие деца да се привлечат едноставно во спортот и тука да го правиме тие развој на спорт. Сега морам едно прашање, бидејќи неколку гости кои што веќе ми беа во емисијата го потенцираа тоа како проблем во државата, значи зборувам за национално ниво. Имаме ли ние таков некој проблем или дали си ти сведок? Многумина се жалат дека ваучерите што ги добиваат преку Агенцијата за млади и спорт, нели? Вика ги зимат, вика колку да си ги стават парите у джеп, наменски не се трошат тие ваучери, зборам за поединци, клубови и така натаму, или ќе го земе ваучер па ќе го згасне клубот и такви работи. Мислам дека е дезинформација,
тој ваучер што го кажавте вие, значи е добра работа мислам за цел спорт во цела држава. Значи тоа е финансиска поддршка од страна на Агенција за млади и спорт. Значи преку федерациите клубовите аплицираат, добиват значи ваучер, тие ваучер клубовите треба да го значи реализираат со нивно залагање. И тие ваучер, самиот ваучер го пуштат на наменска сметка. Значи таа наменска сметка мора да наменски да ги потрошат средства. Ако оваа година они ги извадат од година, нема да добијат. И таму треба да се поднесе Тоа извештај. не беше прашањето. Значи постои ли поднесување на извештај за конкретно беше прашањето, ќе ти кажам, конкретно е дека поедини клубови добиваат ваучер, го реализираат ваучерот, меѓутоа наместо да ги потрошат парите, карикирам пак ќе речам за опрема за дечките, за за патувања, за плаќање на суди и делегати, они за сета таа работа бараат спонзори, донации и ред други работи преку локални самоуправи нивни, наместо тие пари од ваучерот да ги потрошат таму, да ги реализираат за тоа, тие бараат спонзори, односно пак ќе речем, не се трошат наменски парите од ваучерот. Без разлика дали се стават у джеп, дали се трошат за нешто сосем трето. Јас може да кажам, значи, уделот на... Јас знам дека во Каванац таква работа нема. Не можам за останете да одговорам, пошто е голема тема и мислам дека е и осетлива тема, што мислам дека е и дезинформација, пак ќе кажам дека е тоа... Не, добро што го кажа ти, дека се бара... Да. Како се вика тоа? Финансски извештај, наменска средства за реализација. Конкретно за ваучерот, така? За ваучерот, да. Должни се клубовите на крајот на годината тоа да го направат. Преку Агенција за спорт и млади. Преку федерациите, да. Не те прашав. Решението за вршење дел на спорт, што го се добива, има некој рок на траење или? Мислам дека нема, тоа треба да се обнови. Зависи ако има промена во клубот, дали име, дали седиште, тоа треба да се информира. Управувачка структура. Да, Агенција за млади и спорт треба да се информира дека има настанато некоја промена. Значи се дека клубот не згасне, важи таа одобрение за вршење дел на спорт. Тој добил решение за согласно законот, добил решение за вршење дел на спорт. Годинава ќе се бира спортист на година? Па годинава, претходната година не направиме манифестација избор на спортист заради пандемијата. Оваа година, да биеме живи и здрави, разговарав со директорот, значи, на домот, сакаме избор на спортист да го направиме во домот. Со директорот у таа комуникација, значи, договориме негде јануар месец да не биде дали после 15 уште немаме официјална дата. И ако, мислам, протоколите дозволат, јас сум за да одржиме таа избор на спортист. Сепак тоа е, значи, манифестација за најмалите и за нивните успеси. Тука Сојуз на спортови да дае признание, пехар, медал. Сега ќе чујме за успесите и неуспесите на кавадаричките спортисти и спортски колективи. Ајде, рече прва македонска фудбалска лига, 14 коло, да ги видиме резултатите. Академија Пандев ГФК Тиквеш 3-2. Да не ја гледаш утакмицата? Не ја гледав. На стрим, на спорт клуб. Бев на утакмица, младинците играат со Гевгеле. Добро. Да. Струга Тривиум Работнички 1-0, Борец Ренова 1-4, Шкендија Брегалница 1-0, Скопје Македонија 1-2 и Шкупи Пелистер 6-0. Шкупи е прв со 32 бода. Сега може и табелата да видиме. Академија Пандев има 28, Ренова 25, табелата. Тиквеш е 10 со само 10 бода, Борец има 8, Пелистер 4. Јас лично многу сум им лут на фудбалерите на Тиквеш. 1-0 губевме од пенал, израмнивме брзо, 1-1, полувреме беше 1-1, само што почна второ полувреме, домакино, Академија Пандев заработи црвен картон, или конкретно втор жолт и црвен, останаа со играч помалку. Наместо да ги притисниме при 1-1, да се обидеме да дадеме гол, да освоиме полн плен, ние многу брзо, откако му им исклучи играч, примивме гол, Пандев поведе 2-1,
пак брзо се вративме, изравнивме на 2-2 и пак ќе речем наместо да ги притиснеме, без разлика што се играше во Струмица, сепак имаш играч повеќе на теренот, ние повторно киксиравме во одбраната, примивме и втор гол со играч помал повеќе. Јас одма неки ќе кажам, значи тоа е преголема желба за да се постигне, значи тој успех, да се победи утакмицата и од таа преголема желба, значи се прават тие киксови и така да сакаш, значи да победиш, едноставно се прават тие киксови одбрана и Бога ми, двата гола што ги примеме со играч повеќе се киксови на нашата одбрана. Не може тројца, четворица центар халфови имаме по 1,90 м, а да ти искокне играч со 1,60 м и со глава да ти даде гол, недозволиво. И второто, па што знам, нашата одбрана ептен киксираше при оној последен гол во 82-та минута. Јас друго сакам да кажам од делот на фудбалот, значи после толку време ГФК Тиквеш влези во прва лига, Тиквеш е уште млада екипа, значи на теренот е млада, во прва лига е млада екипа, значи го нема тој стабилен прволигаш, што го кажуваат, значи стабилен прволигаш, каде да речеме Шкупи, кај Академија Пандев, кај Ренова, тие стабилни прволигаши што имат, значи играчи повеќе години заедно што тренираат, повеќе години што заедно се надпреваруваат, значи едноставно екипата му е играна и тие се стабилни прволигаши. Ние сме уште, значи млада екипа, уште создаваме таа екипа за да стигнеме до стабилност. Најбитно ни е Тиквеш да остане у прва лига. Тоа сакам да ти кажам, ако чекаме ние екипата да се воигра, ние и следната година ќе играеме втора лига. Значи, Јас се надевам дека нема да дојде до тоа, меѓутоа како одат работите, одат на таа страна. Сите, значи, нема човек во Кавадаци кој што не посакува Тиквеш да опстане во првата лига. Меѓутоа резултатите на теренот говорат нешто сосем трето. Само да ти го кажам и ова, во следното коло Шкупи Струга, Пелистер Скопје, Македонија Шкендија, Брегалница Борец, Ренова, Академија Пандев, во Кавадаци доаѓа работнички, еден надпревар кој што мора да се победи, кратко и јасно, ништо повеќе од тоа. Говоревме за младите. Да. Младинци на ФК Тиквеш гостуваа во Тетово. Да. 2-0 победија, што за нашите младенци во шестиот надпревар е шеста победа. Значи младенците бомбона, имаме иднина. Честито. Кадетите немаме баш некоја екипа. Колега, да, Диме Златев е тренер. Така, вие даскалите по физичко си го браните грбот. Резултатите кажуваат. Така е, апсолутно. Пионерите на Тиквеш исто така солидни, добри, во Марена, во саботата славеа 2-1 против Тетово, Тетекс. Да кажам само, значи се игра помлади пионери, кадети и младинци. Помлади пионери ако играат дома, кадети и младинци играат во гости, меѓутоа сите против иста екипа. И обратно, кога младинци кадети играат дома, пионерите играат во гости. Можам тука да надоврзам, значи само да кажам дека помладите пионери одиграа 0-0 со Тетекс, а постаерите, односно пионерите победија 2-1. Уделот на тоа сакам да се надоврзам, значи и останатите категории што се помалите имаат пријателски надпревари што се одржуваат, значи на горе на Градски, на Јасмин. Тие се 2010 за нив имаме информација дека во пријателски надпревар изиграле, го победиле тимот на Велес. Борец. Да, од Бор. Добро, тие таму тие играат школи, значи може и да е Велес школата, не сум сигурен. Значи секоја недела имат пријателски надпревари, 10 ги надпреваруваат, што е многу битно. Значи играч се станува со утакмица, со надпревар, не е само тренинг, значи и читање книги. Мислам читање книги за тој спорт, не за други книги. Режија, втора македонска фудбалска лига Исток, да видиме резултати 11-то коло. Локомотива Саса 0-0, Детонит Китго 1-0, победа Кожук 3-1, Осогово Слога 3-0, ова е кикс на Слога.
па победа сега си е превзеде првото место на табелата. Беласица брат со 2-0. Ајде да видиме и табелата во втора лига Исток. Победа Прилеп прва 26, Слога втора 25, Саса трета 21, Беласица има 20, Локомотива само 5 бода напред последното место. Во следното коло Локомотива гостува кај ранетиот лав Слога во Виница. Братство Согова, Саса победа, Кожух Детонит, Кит го Беласица. Во Локомотива пак твои колеги, Пановски и Глигоров. Да, значи Пановски беше предходно ангажиран во делот, значи на... Добро, он го внесе тимот во втора лига. Внесе, да, Локомотива во втора лига. Предходниот што беше пред Пановски, и тој ми беше колега Диме од Велес. Значи он краток период беше во Локомотива, не се пронајде, дето си даде оставка. Пановски е стручен у делот на фудбалот, мислам дека како стручен тим би очекувале се повеќе и повеќе резултати позитивни. Да, Пановски има искуство, иако е од женскиот фудбал, играше Лига шампиони со Тиквешанка. Да. И такви мите работи. Режа втора македонска фудбалска лига Запад. 11-то коло. Ајде ги видиме резултатите. Во дербито Вардар Силекс 1-2. Кратово даде гол во 92 минута и го зацрни Вардар. Во второто дерби Кораби Волска 1-1, Гости Врвелеште 1-1, Тетекс Беса 2-1 и Охрид Кадино 3-1. Силекс е убедливо прв табелата, ако може режија. Силекс е прв 31 бод. На второто место е Воска со 22, Вардар е трет со 20, а Воска во наредното коло го пречекува токму Вардар, додека Силекс ќе игра со Охрид во Кратово. Еве како изгледа комплетната табела. Не те прашувам за ова, доволно е. Сега ќе се вратиме на твојот спорт. Дали може режија да ги видиме резултатите? Машка ракометна Суперлига 11-то коло. ГРК Тиквеш Радовиш 33-20. Струга Вардар 28-37. Се мачеше Вардар добри 40 минути. Еврофарм Пелистер 2, Охрид 28-28. Пролет Бутел 20-24, Прилеп Еврофарм Пелистер 24-47, Металург Скопје 33-24. Табелата режија Еврофарм Пелистер и Вардар убедливо први со по 30, Бутел е трет со 24, Еврофарм Пелистер двојката 23, Пролет има 21, Тиквеш 18, најблиско е Охрид со 16, па следуваат Металурги Прилеп 12, Струга 7, Радовиш 3, Скопје без бодови, во следното коло токму дербито Тиквеш Охрид. Да. Боки, има шанси за плейоф? Па има шанси и големи шанси има за плейоф. Нашата екипа е спремна за тие плейоф да остане. Течките се, значи едноставно можем да му заблагодараме 5 утакмици само со Вардар што изгубиме, 5 утакмици поред имат, значи победи. На некој начин Вардар беше планиран пораз, особено што игравте таму. Играеме во гости, Вардар е, значи, појака екипа. Вардар е Вардар. Сега е институција, тука нема што... Значи, нашата екипа викендов изигра, значи со Радовиш 33-20, значи се гледа нашиот квалитет. 13 минути, не знам дали следеше, 13 минути до, мене ми чини беше 5-4 за Радовиш, последното. Тука направите пресад, поведовте 6-5, Радовиш изедначи 6-6 и направивте серија 11-2. На полувреме беше 17-8. Да. Значи, за 16 минути дозволивте само 2 гола. Стојановски одличен во првото полувреме, Велко во второто. Второто полувреме, значи... Иако рака на срце во второ полувреме со втора постава играв, така забележам добро. Па да. Околу 20 минути, последните 20 минути играеме со втора постава и таа втора постава го покажа својот квалитет, значи... Да, Борчо Сколов, иако игра претежно во одбраната, играше и бек во нападот во таа ситуација. Гичев играше централен. Да, игра. Тука Марче влези на пикер.
Ѓошевски беше десно, после Ристо Кардов исто и он влезе на Пикер и така даде гол. Сите играчи изиграа на тој надпреварот. Значи, како што кажав, го добивме со поголема разлика. Нас идејата една немила сцена, ајде ги информираме луѓето, една немила сцена при една фрлена контра од наша страна, голманот на Радоиш, позната фаца за кавадарчани, бидејќи бранеше во времето во Винарска визба, Тиквеш, Славјан Паунов, односно Цаци Паунов, излезе да ја пресече таа контра, меѓутоа во директен судир со негов играч настарда играчот. И тоа бајаджина страна. Да, значи Цаци го има тоа, неговото спортско да сече, значи топки. Па и го знаат, би требало да го знаат неговите соиграчи. Го знаат неговите соиграчи, али па сега пропозициите се уделот, ако тоа беше на наш играч, направено да речеме и допир да има, у таа контра директно се дава црвен на голман. Значи казната е директен црвен на голман. И сега тука се случи тој немил настан, значи неговиот соиграч направија, значи еден судар да речеме, каде што Сабајле разговарав со претседателот на незгодно падна на ракометарот на Радоиш. И имам информација, значи од прва рака што може да кажеме, значи играчот Спаси Ѓорџиев, десно крило, за Радоиш што играе, има посериозни последици, а тоа се горна вилица максила, пукната на 2 места, носот пукнат исто, скршен, да, дланка, да, исто и шак. Дланка, шак и она пукната. Значи и коленото. И коленото има отечување на пателата, значи на капачката, така да колку убаво стручно ги кажа овие твои патела, како беше она за горната вилица? Максила. Како доктор да си учил, не? Ние сме професори по физичко, во втора година имаме, значи, предмет анатомија. Така да... Ги учите сите коски? Да. Браво! Сите коски, мускули. Сега... Го дочекавме. Дај Боже, понастано од вакви проблеми да не се случуваат на спортските терени. Сакам да те прашам колку на Тиквеш му одговара резултатот Еврофан Пелестер 2 Охрид 28-28. Значи јас можам одма да кажам, значи таа утакмица после нашиот надпревар, гледав дома утакмицата Еврофан Пелестер 2 со Охрид. Да. Значи изиграа доста добро и Охрид играе добар ракомет, има добра одбрана, има добар напад, значи така да нашиот надпревар ќе биде доста тежок, нашите играчи треба да дадат се од себе за да може таа екипа едноставно да победи. Сега говориме за утакмицата следната сабота или недела. Да. Па може, јас не знам, ако има некоја измена у делот на распоредот за надпреварите, може и среда, али не сум сигурен да биде. Да има воредно коло, мислиш? Воредно коло. Инаку останува јас колку што го видов распоред на официјалната страна на федерацијата беше сабота недела. Да, сабота негде. Ама ако има измени, нормално ќе ги известиме гледачите, така да нема да има проблем. Моментално сме шести, 18 бода, најблиску ни е Охрид со 16. А му бегаме 6 бода, односно 2 победи на Металург и на Прилеп. Да. Сега што се дешава? Доколку ние го добиеме Охрид, ќе му избегаме 5 бода на Охрид, а еве Металург ќе му гостува на Пролет, додека Прилеп дома го пречекува Бутел. Ако загубат Металург и Прилеп, и ние го добиеме Охрид, тогаш ќе избегаме на 3 победи од Металург и Прилеп, а ќе го избегаме 5 бода на Охрид, што на некој начин ќе ни биде за гарантиран нас плей-оф.
ми го зеде зборот, бидејќи со, да кажеме дека со овој надпревар со Радовиш, заврши првиот круг. Да. Сега од наредната недела почва вториот круг. И згоро на тоа токму овие директни конкуренти доаѓаат во Кавадарци. Да, Доаѓа Бутел, Пролет, Охрид, Еврофарм двојката. Да, Еврофарм 2. И Скопје ми се чини, ако да, и Скопје, значи ние сме и Вардар. Вардар ни, да, тука иде, а ние имаме гости, значи со Металург, со Радовиш, со Пелистер и Прилеп. И со Прилеп, да. Тоа е распоред. Со го на фактор сакам да кажам дека баш ние легната распоредот треба едноставно да си ги добиеме само надпреварите дома, токму ние, еве Вардар и да не го рачунаме. Да. Охрид, Скопје, Бутел, Пролет, да ги добиеме тие средби. Да ги добиеме, мора да изиграеме, јас сакам играчите пред се да бидат здрави, да бидат растеретени од нивниот, да речеме, товар што го има, дали физички, дали психички, едноставно сека утакмица треба да се влезе со една мисла, со победа, од се друго да забораве. Мислам дека нашата екипа е квалитетна екипа и мислам дека треба едноставно да дадат се од себе за да, како почнаме 5 кола да победуваме, така да завршиме и со тие победи што нашата екипа значи заслужува да биде меѓу првите 4. Зборувавме за најмладите. Младинците на ГРК Тиквиш. Да, игра дома со Партизан Гевгелија. Значи во вчерашниот. Што направија? Да, вчерашниот ден, недела, екипата значи на ГРК Тиквиш, младинците играа со ГРК Партизан. Да, Партизан Гевгелија. Па што направија нашата екипа имаше да речеме во еден период 3-4 разлика, пак ќе мора на малата разлика, на крајот резултатот заврши 32-32, нерешено. Да те подсетам, еве, во прво коло нашите младенци беа слободни. Да. Во второто коло Тиквиш Радовиш 27-25. Да. Трето коло Прилеп Тиквиш 36-23 и сега Тиквиш Партизан нерешено. Да. Остана уште Младост Тиквиш. Да, Младост. Тоа е наредната недела. Почнаа пионерите. Пионерите на Тиквиш игра со Вардар Неготино. Вардар Неготино. Таа добија пионерите 21-16. Таму беше прва утакмица. Тоа е екипата на професорот Чире Василев. Да. Веќе на почетокот на декември месец се почнува и со кадети. И таа екипа, значи имаме и кадети, така? Да, има и кадети. Нашиот клуб значи располага со тие 3 погони што се. Се што ви фали само едно. Знам дека ти и еве ќе го спомнам Радко Мицев беше. Радко Мицев, да. Да. Вие сте тие што алудирате сега за сега и односно сакате да во клубот да се формира и женски состав. 100% е посветен. Не, јас говорам за женски ракомет, да го реактивираме, а знам дека си и ти таму и Радко е, па бе рекол, што викат најште Азар. Па, да, точно е тоа. Азар, значи, јас пак ќе кажам, убаво е, значи, во нашиот град да се опфанати сите спортски, да речеме, гранки, сите спортови, а зошто па да има и, да речеме, и женски ракомет. Значи, Амбалажа Кабран беше екипа што имаше значи, високи успеси, имаше излез во Европа. Имаме, јас тогаш претходно спомнав дека бев тренер на младинската екипа, со тие млади девојчиња што се вика и млада екипа направиме доста резултати. Ти беше свесен на тоа, твојата черка беше дел од тие. Да, мојата черка после замина во суди и после замина. Значи и самиот развој ти го гледаш. Значи зошто и сега да нема, да речеме, женски ракомет. Читам сега, вчера баш читав, барајќи ги резултатите од овие ниските лиги, една поранешна ракометарка на Кабран Амбалажа, ке ти текне Симона Гроздановска, на 6 надпревари
кај игра во Русија негде ми се чини, на 6 надпревари, на пето тија постигнала дупли двојно голови, 11, 12, 13. На 10 гола. Значи, пази, знаеш кога беше кадрана Малаза, Симона Гроздановска? Симона Гроздановска значи играш, она од Кичево играе са интернационален играше, да не сам дека за руски тим игра, а следам на Facebook, значи има доста успеси, она не се откажа да речеме као професионално се занимава, али тоа е професионализм, така се одлучиш на тоа, ако си талент, одиш до крај. Сега одиме со талентите. Суперлига жени, 10 коло, тука немаме табели резултати, овде кај јас читам. Група А, Чаир шампион 37-28, Гевгенија Деспина 18-30, Феникс Пелистер 25-35, Куманово Кузма Вардар 47-20. Во оваа група Куманово е прво со 30, Чаир е втор со 25. Морам да кажам дека Кумановки се максимални. Еве ќе видите зошто. Во групата Б, Струженка Металург 20-24, Вардар Овче поле одложено, Спартака Стибо 25-24, слободно беше Ѓорче, Вардар има 24 бода, Металург е втор со 21. Вардар 24, Куманово 30. Тоа ми беше споредбата. Сега, прва лига мажи. 9 коло, Драчево Преспа 34-26, Младо шампион 37-15, Борец Ехона 27-22, ono što je interesno za nas, Vardar Negotino Работнички 33-32. На 15 секунди до крајот Вардар Неготино дава гол, поведува 33-32. На 2 секунди или секунда до крајот досуден седмерец за Работнички, влегува Петар Ангелов Диви на 45 години и го фаќа седмерец. Па тука е искуството, значи на нашата легенда Петар Ангелов Диви, значи само Противничкиот играч обиде од прва да шутира, знаеш, она брз изведен седмерец, меѓутоа Диви го прочита. Значи он е доста искусен играч, така да не може на некој, да речеме едноставно, самата појава кача за стане, психолошки влијае на играч што шутира пенал. Значи тука неговото искуство, неговото име едноставно. Значи не е само Диви од кавадарци во составот на Вардар, ама е Пере Пеовски, еден од лидерите на екипата и Костадин Петров исто така. Тие се квалитетни играчи, знаеш што едноставно му треба и еден од подобрите во составот. Па Аце Станковски го води Вардар, јас точно. Не е некој така име. Инаку Вардар е прв со 21 бод, колку што има младост, Драчево има 18. Во следното коло Вардар лесна задача, пак игра дома со шампион. Шампион се втори, трети, доздола. Б група, Јуниор Кисела Вода Алкалоид во дербито 29-30 со 2 Алкалоид победи, Металург Текстилец 33-33, Македонија Кичево 32-22, Астрајан Аеродром 27-28 и Голден Арт Куманово 36-23. Алкалоид и Голден Арт таму се убедливо најдобри. Јуниор Кисела Вода се обидува да следи, и тоа нешто слабо им оди. Борчо, колку следиш кошарка? Па следам колку што можам. Јас се трудам да следам, да. Колку можам, функцијата да. Си ја прави. Знам дека женската кошарка или машката, ако еве почнеме од машката, е Евроникел 2 поред победи, некни со Куманово играат дома, таа победија, претходната со Феникс и таа победија. Добре, барем го знаеш имените на клубовите, тоа не го следам, Евроникел го следам. Па мора да го следиш, бидејќи се ако утакмиците ви се пред вашите. Така да сакаш да се да, убаво соработуваме со кошаркарите. До сега сме соработували, че соработуваме во иднина. Мислам дека со враќањето на Дубински тие ги разигра малце повеќе. Ги знае кошаркарите, тоа е битно. Ги разигра малце повеќе, што се вика едноставно го размрда составот, го размрда кај што многу му фалеше, значи таков играч, да.
Евроникел до трета се држеа претходните утакмичи, па последната че кикснат и значи сакани че мораа да освежат од тимот за да едноставно. Добро, нема се погоди ниту американецот што беше доскоро. Рече дали може да ги видиме резултатите. Осмо коло прва машка кошаркарска лига. Еве ги Евроникел Куманово 87-69, ФНП Ангели 89-70, Кожув МЗТ 2 104-92, МЗТ Гостивар од 2 78-75, во дербито Пелистер Работнички 88-84 и Феникс ТФТ 90-85. Продолжува Феникс со изненадувањата. Дајте режи да видиме и табелата. Пелистер е прв со 16 бода, МЗТ на второто со 15, по 13 бодови имаат Гостивар, ТФТ, Работнички, ФНП. По 12 Феникс и Кожув, Евроникел 11, Куманово 9, МЗТ 2 9, 8 имат Ангели. Полека тргна Евроникел, во следното коло му гостуваме на МЗТ 2, да не викаме ништо. Куманово го пречекува Феникс, Работнички игра со Кожув, Гостивар со ФНП, Ангели, Пелистер, дербито ТФТ и МЗТ, меѓутоа ова неделя нема кошарка заради мене вчине репрезентацијата игра, така да ќе паузираат мене вчине 4 декември дека се игра. Информација дека младинците на Евроникел М18 загубија во Струмица 8 разлика 92-84, а М16 беа слободни. Само да го поздравиме и Горан Самарджиев. Му завршува изолацијата, се враќа, можам само да не сум во кожа и да не сте му во кожа, да ги гледаме утакмицата на телевизор. Најтешко е, значи, за тренер да не може да биде со играчите и тоа што едноставно го следи. Му се иде вака у телевизор да влезе. Точно е тоа, точно. И да го удри по судијата, само барем можеше онака да се издува дома и да вика по судиите, како и да е. И овде немам резултати табели, меѓутоа ќе читам. Прва кошаркарска лига жени, 6-то коло, онаа по елитната група А. Про баскет Паланка 61-80. Нашите девојчиња 6-0, односно 6 пораз во 6-тото коло. Работнички МЗТ 71-83, баскет Кам Струга 78-60 во дербито Бадел Вардар 85-69. Последно коло првиот круг МЗТ Про Баскет. Тоа е можност за нашите девојки да победат. Меѓутоа во групата Б па диаметрално спротивни. Пето коло Куманово Трокал 38-84. Да бидам искрен, пред да дојдеш ти му звонев на Никола, да му кажам, на господина Златев, тренер, да му речам, аман попушти малце, више не е интересна лигата од тебе. Значи 5 победи. Јас сакам, значи, едноставно честитки да упатам за таа екипа. Значи, они се први на табелата. Први се во нивната група. Да, нивната група се први, таму има... Вториот има 2 порази. Така да веќе 6 бода му бегаме на... Ја мислам дека ќе продолжи со победи. Значи, Коле Златев е стручен селектор од наш веќе, значи... Сега немој продолжен мандатот, меѓутоа чекаме. Резултатите си доаѓаат сами по себе, така да федерацијата сега ја не знам што треба да направи. Заради тоа сакав и тоа да го спомнам, значи самите резултати кажуваат дека човекот е стручен од делот на женска кошарка и дека заслужува да биде дел од тоа и понатки да го продолжат едноставно, што се вика. Не сум сигурен дали игра по младите, оние М18, бидејќи истите девојчиња кои што играат сениорска лига играат и М18. Имаат 2 победи во 2 надпревари. Не знам третиот, мислам че не требаше и дома да играат, ако не беа слободни. Ги немам резултатите од М18, ниту од Про Баскет, ниту од Трокал. Меѓутоа, познавајќи ги девојчињава, ваму 5 и ваму 30, 8-0 имаат серија. Перфектно, ако се навратам назад,
од минатата сезона, сигурно може би е двоцифрен на таа бројка. Да кажам само гостива Римија 65-26, Патриот Тим Арена 72-41, Шкупи Мегабаскет 107-23, во следно коло Трокал дома игра со Гризли, така да кој сака да ги види нашите талентирани девојчиња, да ги бодри, следниот викенд, мене ми се чини женската кошака сега нема пауза, Трокал Гризли, јас ќе ви информирам точно што кој, каде и како. И сега, сега Борче, јас ќе се читам, ако ти имаш нешто да дофрлиш, слободно. Меѓународен фудбал. Англија, 12 коло, Лестер Челси 0-3, Астон Вила Брайтон 2-0, Барнли Кристал Палас 3-3, Ньюкасл Брентфорд 3-3, Норич Саутемптон 2-1, Watford Юнайтед 4-1, Оле Гунар Солскер доби отказ. Вулверхемптон Вестхем 1-0, Ливерпул Арсенал 4-0, Сити Евертон 3-0, Тотенхем и Лидс 2-1. Челси прв 29 бода, табелата реже ако може. Манчестер Сити 26, Ливерпул 25, Вестхем 23, 20 има Арсенал, Манчестер Юнайтед е 8 со 17, на последните 3 места Барнли Норич со 8, Ньюкасл джабе арапските пари само 6 бода на последното место. Во следното коло 13-то Сити Вестхем и Челси Манчестер Юнайтед. Меѓутоа прво да кажам, утре задутре се игра Лига Шампиони, Лига Европа и Лига Конфедерација. Германска Бундеслига 12-то коло. Реже резултати. Аугсбург Байер Мюнхен 2-1. Кикс на баварците. Арминија Билефелд Волсбург 2-2. Леверкузен Бохум 1-0. Менхен Гладбах Гройтер 4-0. Дортмунд Штутгарт 2-1. Хофенхайм Лајпциг 2-0. Унион Берлин Херта 2-0. Фрајбург Ајнтрахт 0-2, ова изненадување, и Мајнц Келн 1-1. Бајерн прв 28, Дортмунд втор 27. Следува 22 Фрајбург, Леверкузен 21, Унион Берлин и Волсбург по 20, на последните 3 места Штутгарт 10, Арминија 9 и Гройтер 1 бод. Единствено онака поинтересен надпрев во следното коло е средбата Волсбург Борусија Дортмунд. Италијанско калчо 13-то коло, Аталанта Специја 5-2, Лацио Јуве 0-2, Фиорентина Милан, многу интересен надпрев 4-3, Сасоло Каљари 2-2, Болоња Венеција 0-1, Салернитана Самдорија 0-2, Интер Наполи 3-2 и Дженова Рома 0-2. Верона Емполи Торино Удинезе игра денес, Наполи и Милан се први со 32, Интер е трет со 28. На последните 3 места Дженова 9, Каљари Салернитана по 7, дерби средби во следното коло Јуве Аталанта и Наполи Лацио. Шпанска примера 14-то коло во Шпанија, да не ме карат колегите, Леванте Билбао 0-0, Селта Вилјареал 1-1, Севиља Алавес 2-2, Атлетико Мадрид Осасуна 1-0, Барса Еспањол 1-0, Гранада Реал 1-4, Елче Бетис 0-3, Реал Соседад Мајорка 0-0 и Гетафе Кадиз 4-0, Рајо Ваљекано и Мајорка игра денеска. Ајде и табелата. Реал Мадрид ја превзеде водечката позиција 30 бодови, Соседад 29, Севиља 28. На последните 3 места Барса е 6 со 20. Елче има 11, Гетафе 9, Леванте 7. Интересни средби во следното коло Реал Севиља и Вилјареал Барса. И остана француската лига, 14-то коло во Франција, реже резултати. Монако Лил 2-2, Пари Сен-Жермен Нант 3-1, Рен Монпелје 2-0, Брест Ленс 4-0, Анжел Ориен 1-0, Мец Бордо 3-3, Страсбур Реймс 1-1, Троја Сент-Етјен 1-1, Клермон Ница 1-2. Надпреварот Лион Марсеј е прекинат заради хулиганизам. Ајде да видиме табелата. Пари Сен-Жермен е прв 37, 11 повеќе од втората Ница, 12 повеќе од третиот Рен и 13 повеќе од четвртиот Ленс. Марсеј е петти со 23 бода и средба помалку. Клермон на 18-то место има 13, по 13 бода имаат Реймс, Бордо, Троја и Клермон. 12 бода има Сент-Етјен, последен е Мец со 9 бода. Да кажам за средбата Лион Марсеј.
Благодарност до моите колеги кои што ме опоменуваат за грешки, за киксови, за што ти ја знам таму такви работи. Не грешам, се помалку грешам, а знам дека сгрешив. Така, меѓутоа, ајде. Лион Марсеј, на почетокот на првото полувреме, требаше да изведат корнер фудбалерите на Марсеј. Димитри Пае појде кај корнер знаменцето и беше удрен со шише во глава. Судијата веднаш го прекина надпреварот, ги прати фудбалерите во соблекувална и кажа средбата ќе видиме дали ќе се игра во некој друг термин или службено Марсеј ќе го добие овој надпревар. Меѓутоа, една видео снимка од оваа средба го обиколи светот, каде шефот на навивачката група му приде на типот што фрли со шише и му акна шамар. И таа снимка сега буквално го сврте целиот свет, сите видео дека на некој начин тој хулиганизам е поединечно нешто. Спортистите треба да се поддржуваат, да се бодрат. Шефот на навивачката група приде, му рече, ела ти ваму, овој дојде, која му врза една воспитничка, меѓутоа Играчите треба да се поддржуваат, не да се едноставно да се да, меѓутоа навивачите не размислуваат дека сега да речеме за овој инцидент управата на клубот ќе биде финансиски казнета, може би ќе биде клубот казнет да не се игра, да се игра на празни трибини. И сега наместо тие пари, ајде да речеме еве да се направи една заедничка прослава со навивачите, тие пари некој ќе мора да му ополни касата на Фудбалската федерација на Франција. Борче, Салаво, димката Габер Отвач, Салаво, Страш Пинџер. Се расчисти теренот, Агенција за млади спорт ќе го прави затворениот базен. Меѓутоа Агенцијата за млади спорт и Фудбалската федерација на Македонија стадионот. Да. Нешто таму гледам стојат работите со таа другата трибина, меѓутоа да се надеваме ќе тргнат. Кога се очекува да тргнат работите со базенот? Значи работи со базенот се во текси. Значи тие работи Предпоставам тендерски постапки да, такви работи. тие работи тендерски треба да завршат за да се отпочне со таа градба на тој затворен пливачки базен што кај на зградата едноставно му треба тој спорт и самите вие бевте свесни дека ова лето организиравме пливачка школа бесплатна за деца од 7 до 10 години. На таа пливачка школа учествуваа околу 120 деца. Значи децата беа распоредени 4-5 групи, согласно возраста, согласно нивните способности, имаш почетници, имаше... Тука морам исто така да им се заблагодарам на моите колеги од Сојузно училиште спорт, професори по физичко, што помогнаа да се одржи таа пливачка школа. И убаво ако ни се направи тој, значи затворен пливачки базен, мислам дека со Федерација на училишен спорт да се уврсте во Федерација на училишен спорт да се направи еден напор да влезе час по пливање во физичкото. Меѓутоа пак ќе го спомнам, класното првенство. Тогаш ќе имаме затворен пливачки базен и дај Боже да димензиите да одговараат, па да може да се организираат и надпревари. Ете, не мора голем да 25 метарски базен, одговараат, да не бараме сега 50 метарски. Значи јас сакам нешто вака информативно. Не го кажи тоа последното. Што го кажеме после. Не е последното. Значи на нашиот град му требаат услови прво да почнеме од услови за да може ни да го едноставно да го развиеме тие спорт. А тие услови се како што ни фале, значи затворен пливачки базен ни фале. Ни фале значи уште една спортска сала. Имаме доста млади категории што таа спортска сала ќе биде искористена од младите, за тие млади едноставно да има каде да тренират, да има каде да се надпреваруват и едноставно да се задоволат сите потреби на сите клубови со тие термини. Значи јас ми е само една сала со димензии за ракомет и за футсал. Другите останатите сали во нашиот град не ги исполнуваат условите за
техника може да се тренира во останати со помали категорија, али таа техника може да тренираш една година, две, али просто треба да се префрлиш. Да, да треба да се играат нели пријателски напревари, веќе тоа. Значи, но ова можам да се надоврзам, значи стигнаме. Ајде, кажи го Славо, ајде, кажи. Сакам да го кажам, Вртеше местото гледа. Да. Значи у разговор со... Чекај. Борче има да ви кажа нешто. Новата управија градска, сега не зборам за нов градоначалник, бидејќи си имаме градоначалник, меѓутоа имаме нов совет на град Кавадарци. Имат една идеја. Програма е тоа. Програма е? Да, програма. Програмата, Ке се реализира? Развојна програма. Ке се реализира ли? Јас сум за да се реализира и че настојуваме да се реализира. Јас двете раце ја дигам за. Значи, А еве зашто станува збор? Ај кажи сега Борче. Значи, во новата развојна програма за спорт во општина Кавадарци, тука на чело со градоначалникот Митко Јанчев, значи на повеќе средби градоначалникот беше со спортистите и значи самите спортисти, самите клубови го кажаа своето дека стварно имат потреба од термини и простор за тренинг. Значи тоа е услови за тренинг. Простор за тренинг, меѓутоа во спортски објект кој што одговара со димензиите за тој спорт. Тоа го кажувам. Значи тоа да го кажем. Да, Бидејќи овие училишни сали, што јас ги спомнав, се училишни, баш училишни сали, не одговара димензионално ниту за кошарка. За кошарка одговара. Не знам колку и Партизан одговара за кошарка сега со оние димензии 7-25, не сум сигурен дека одговара, меѓутоа да прават промена у димензија, ама реалноста е сала се прави еднаш у 500 години. Така, меѓутоа, затоа реков ова е училишна сала, за развој така, не би рекол за спортови училишни, меѓутоа овона. Сега, одамна го говориме тоа дека на Кавадарци му фали сала, со трибина, да, и со димензии кои што одговараат на одредени спортови, карикирам и правам соочување како што е спортската сала во Неготино во средното училиште, значи тоа се типски сали што ги исполнуваат условите за тренинг и за надправа. Значи вие трениравте и игравте во таа сала во Неготино? Да, кога беше тука ковид центарот, ние игравме во таа сала таму во Неготино и значи подлогата е сега мислам малце потврда е подлог за разлика од јасмин, али јасмин е паркет, меѓутоа сакам да едноставно да кажам, значи дојдеме до разбирање од наша страна, значи од потребите на клубовите и од градоначалникот и од службите кај што нашиот град едноставно уште една сала треба да се изграде за да се задоволат тие под значи упитното поле има простор. Значи карикирам од позади индустријското училиште, од другата страна на реката, или Карши болницата од другата страна на реката, до тениското игралиште има простор да се изграде таа сала. Мислам дека во наредниот мандат тоа ќе му дојде позади новите згради. Да. Сега колку ќе речам пристапноста на тој објект ќе му пречи на станарите од Па нема да му пречи, што ќе му пречи таму. Значи си има подеталниот урбанистички план. Ох бре, Борче, како да не ги знаеш овие наши кавдарчани. Ќе направат некоја белја, ќе му ги скршат колите на луѓето таму на паркингот. Не, требало. Кај нас кавдаричкиот народ е културен народ, така да мислам ни треба да гледаме напред, не треба да гледаме на тие работи скршено нешто. Значи правиме муабет, пак ќе речам, правиме муабет не е за било каква сала, туку сала од калиберот на онаа во Неготино што е на средното училиште Свети Кирил и Методи. Значи не е како овие училишни сали што се прават
Точно, како што е во Торика Джетефов, како што е во Габер Ваташа, Габер Кавадарци, како што се прави во Да, Страшно исто, тие се исто типски сали од Агенција за млади и спорт, само што не ги исполнуваат условите, нема трибина и димензиите се мали на теренот, така да таа е стрикно само за едноставно за школски потреби и за училишни надпревари. Се морам да спомнам. До не така одамна. Кавадарци имаше само 2 спортски сали. Пепито и Гоце Делче, училишни. Еве сега сите училишта имаат спортски сали. Добро, тоа не е одамна, може и има околу 10 години. Па не е толку одамна, па затоа викам не е толку одамна. Тоа дека Штефов ете има. Тоа дека Штефов доби, Габер доби, Кавадарци, сега Габер Ваташе и Страшо Пинџо, овие две веќе имаат. Значи може јас друго нешто. Росуман има. Росуман исто и у Росуман ако имаш сала со Градско има. Со трибина ако имаш, че имаме и таму погон ракомет, пошто преку Академијата на Вардар работеме и со и машки и женски и проблемот е тоа условите што не се исполнуваат и ако имало сала, значи че имаш и таму ракомет у Росуман и машки и женски. Значи имаш убави дечиња. Ако можеше да се прават и кошакарски екипи, машки, женски. Да, работат кошарки има. Футсал да се прават. Спортисимо работи со кошарка, они останаа таму. Кошарката не, мислам, играат тука, таму тренираат, така да е убаво, че беше и Росман да има. Сега сепак Росман не е мало. И така да, тоа сакам да го кажам, тие услови се најпотребни за да може ни да го правиме тие развој на спортот, што е битен за идните генерации. У делот на развојна програма сакам да надополнам, значи на иста локација у Питното поле се предвидува пантрак патека да се направи една, таа е спортско катче. Што значи пантрак патека, не знам колку се информиран, тоа е асфалтна патека кај што може да се користи, значи со велосипеди, со ролери, со тротинети. Тоа е за помали генерации, едно спортско каче што тие дел едноставно би го разобавил и би го разиграл. Претходната недела бев со наши гости на паркот, нешто имаме некоја идеја, некој адреналински парк да се направи исто за најмалите. Да се збогате со спортски моменти паркот и некој, ако има ситуација, простор ако има зиплайн да се направи у склопот на тие адреналински парк. Исто така зиплайн е? Зиплайн е, нели знаеш, зиплайн. На сајалата, кад се качиш, вака се држиш и се возиш. И од Костурницата спушташ доле до болницата. Не, далеко е болница. Зошто далеко? Од другата страна. Не има таму. Ама добро, до болницата има таман линија. Што го викаме ни тепто на времето. Да. Од Костурницата до згоре. Голем проект е тоа. Добре, јас не билам, знаеш ти, не знаеш, меѓутоа луѓето што не гледаат, да. Сега зиплайн. Многу му е странско тоа. Вака да му кажеме по-нашки. Сајава, се пани за сајава и друго сакам да кажам. Значи, исто се предвидува и картинг центар да се направи. Каде? Картинг центар значи на пешачката патека, на првиот летниковец одма од левата страна, тука има простор на општина Кавадарци, околу 6000 метри квадратни. Инаку картинг центар ви се ние неколички, што брзи и си возиш. Да. Не се на бензин се. На бензин се, не се на велосипед. Самиот картинг треба да се на педали. Да, со подлога, со да, специјална патека. Специјална патека, специјални, значи треба 1 тон стари гуми да се направи убава патеката за да се обезбеди безбедносно. Исто на тоа сакам да се надоврзам моделот на тие спортски, да речеме, објекти и качиња. Сакам да му се заблагодарам еве јавно на Дрексар Мајер што одвои средства од нивниот буџет за тартанот што го наместија на Тојде Хаџитјефов, основното училиште Тојде Хаџитјефов, и тоа е еден од европски стандард, значи тартанот е гумирана подлога
што ги подобри условите за тие деца, мислам дека тој тартан би требало сите надворешни игралишта за да се подобрат условите да се направат. Малце е скапа инвестиција, али па е доста добра за развојот на спортот во нашиот град. Сите, да речеме, општински училишни спортски, како што се ракомет, фудбал, надпревари се одржаа на тоа игралиште, тamo на тоа Хриштиев. Друго игралиште, Борш Собоев, наш колега исто тука од Ваташа, ти го знаеш. Човекот од Сојуз на спортот на град Скопје. Сојуз И председател на ФК Карпошово. Карпошово. Да, Карпошово. Човекот кој што работи со децата со Даунов синдром. Синдром. Говориме за игралиште на вештачката трева на гимназијата. И тоа е, значи, еден спортски терен што стварно сега тука учениците го користат, тие за нивните часови. Да, може да се користат за ракомет, без разлика што е останало за вештачка трева. И за фудбал тука. Значи, треба тие услови, пак ќе се навратим на тоа, треба тие услови едноставно да се направат тие услови, за да може ни да го развиваме спортот и во иднина. Тука, инаку базата на спортот, нас ни е училиште, речеме, спортски надпревари и у самите училишта. 3 сина имаш. Го бива ли некој од трите за спорт? Или сите по спортот? Па 3 сина имам, значи здрави живи да се право да здрави кажа. живи да се најголемиот син ми тренира фудбал 2010-та. Он виче 3-4 години. Тато, ракомет, мама, ракомет, ја фудбал. Кај се испадна фудбал? Јас не сум тип што мора да го натерам, мораш ти ракомет да тренираш. Он едноставно го привлечи, да. Фудбал го носев на повеќе, значи го однесев и на гимнастика, на карате, на кошарка, на ракомет, на фудбал, одлучи фудбал. Века мене ти. Средниот тренираше, значи он карате, моментално не од на карате. Имаме во план тоа, ти ще го спомна, че направим сега од декември месец, еве јавно че кажам, во Габа школото, че почнеме со мешана група, че биде со деца од 7 до 10 години, значи школа за ракомет. Тука, значи, има интерес доста во разговор со родителите. Кажа мешана, не момчиња, девојчиња. Да, момчиња, девојчиња. Има интерес што мислам дека он сака на ракомет да го запишувам. Значи, со пробаме со Чире Василев не одговара термините. Значи, и така да... Чекај, че ми кажеш прво и за најмалиот? Најмалиот е... Освен Бејли што прави? 5 години. Значи, 5 години не е толку беладжија. Не е толку беладжија. Значи на мама не е на тато, добре. Не сум не беладжија. Уште вака со прашање, што би тренирал, он кажува фудбал сакам да тренирам, моторички на негова возраст е доста... А ја рекол ти си грешка, ти си доктор си требало да бидеш да е даскал по физичко. Значи... Кој беше по екстремни спортови? Со оние скироли, мироли? Па најголемиот. Мислам и средниот ролери возе, скейтборди, му земав на тие најголемиот и малиот. Се сака да пробат, деца, мислам. Добро, ги видов на скейт паркот, така да него го испуштивме да го спомнем во сето тоа што го имаме направено. Не ли е доста? Јас сум ти гостен, ако ми речеш месеци одам. Ајде да си одиш, доста ти беше. Толку да имаме ово издание на Спортодром со Мики. Боро Ѓорѓиев, мене ми е многу незгодно да му речам Боро, Џон е некој стар човек му викам. Затоа би ми рекол Борче Ѓорѓиев, ама он па да не ми се налута што му викам Борче.
Боро Ѓорѓиев, председателот на Сојуз на спортови на град Кавадаци, заменик помошен тренер во градскиот ракометен клуб Тиквеш и советник по образование. Уште малце, уште некоја функција немаш? Нема. Чути не видам да ми дадат уште некоја. Да сте ми здрави и живи, повели ти? Значи, јас сакам да ги поздравам, значи, гледачите на КТВ телевизија, а еден апел вака до едноставно до сите наши тук што се вика граѓани да го поддржуваат спортот, младите да се насочуваат ко спортот, родителите едноставно да ги терат нивните деца да се запишуваат на спорт. Спортот е убава работа, пред се, значи, едноставно поставя човека да го фанат правилниот правец детства во животот. Мислам дека кавадарци и во иднина ќе ги задоволе потребите за, мислам, за сите спортски и манифестации и сите спортови играњки што едноставно само треба да се има желба и децата едноставно да бидат поупорни у нивните работи. Тоа. Јас само да кажам вака, јас ќе ги поканам сите кавадарчани и кавадарчанки и комшиите од Росома, Неготино, Градско, Демиркапија. Посетувајте ги спортските надпревари. Квалитетна кошарка, лека полека ни тргна работите, ракомет уште поквалитетен, фудбал, дај Боже да ни тргнат работите, а ќе ни тргнат со работнички. Зборувам за елитно надпреварување, зборувам за прва лига. Жени кошарка, пробаскет, тука и трокал кои што прават растур, млади категории, значи не мора само старите, овоите гледате ги децата, младинците на Тиквеш дрмоња прават. Треба да појдете наредната недела да ги видите овде во Кавадаци шо и како играат. Младинците на ГРК Тиквеш, младинците на КК Тиквеш, таму се и Чадамов и Златев, младиот и Цеков, а Борчо Цеков му е тренер, добро. Дарко Цеков е тренер, така. Меѓутоа зборува за играчите Чадамов, Златев и останатите, Бојчев ми се чини беше таму. Една генерација која што допрва доаѓа на кавадаречки талентирани спортисти. За трокал мајите не ви кажувам, бидејќи истите се тие што играат и стари и млади. И Мики, доста зборуваш. Останете во добро здравје, во добра мисла, се гледаме за 7 дена, да смислам кој ќе го викнам тука гости.